Добар ден и од мене стартува на новото издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Играта има големо значење во развојот на секое дете и представува најважен начин за учење во раното детство. За значењето на играта и играчките кај детето денеска зборуваме со доктор Денис Алкалили, специјалист по педиатрија од приватната болница Медика Истанбул Тетово, инаку председател и основач на Сдруженијето за грижа и поддршка на трудници и мајки. Лука, добре ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Пред да преминеме на темата, само да ги подсетиме гледачките кои што наскоро ќе станат мајки дека утре има работилница, симулација за доење, каде ќе содржи симулација за породување, каде ќе содржи и на кој начин може да се пријават. Па јас би сакал да ги поканам на оваа работилница која што е симулација на породување, ќе биде од 18 до 20 часот во хотел Порта во аеродром и може да се пријават и да се информираат повеќе преку веб страната на организацијата Лулка, lulka.org или на Лулка на Facebook. Ние веќе имаме голема заедница на читатели на кои што не следат и на Facebook и на веб страната, така да може навистина лесно да се информираат и доколку сакаат да ја посетат оваа работилница која што ќе биде навистина многу интересна и корисна пред се. И корисна, да, ќе разговараме за предноста на спонтаното породување, наспроти царскиот рез, што све ги очекува во текот на породувањето, што треба да знаат, кои се процедурите, едноставно да им биде нешто кое што е веќе познато, веќе го виделе на нашата работилница и тоа игра улога во тоа мајката да биде смирена, опуштена, да нема страф и паника во однос на породувањето, така да навистина очекуваме да биде интересно и има и голем интерес. Така, симулација за породување утре во Порта, во хотел Порта, Порта, така. А денеска многу корисни информации поврзани со играта и играчките во развојот на децата. Што се поттикнува играта кај децата? Зошто е важно децата во раното детство да се играат? Па видете вака, играта и играчките се една навистина многу значаен дел од детството, од развојот на детето и едноставно едно без друго не може да се замисли. Значи нити може да се замисли детството без играчки, нити може да се замислат играчките без деца кои што се играат со нив. Тоа е така затоа што главните искуствени, психички, физички активности кои што детето ги прави во раното детство, учењето, значи од психомоториката, значи концентрацијата на детето преку физичките, значи препреки кои што стојат пред детето, па се до она социјална интеракција, дружење меѓу децата, играње, разменување, споделување, значи сето тоа на некој начин е поврзано со играта и со играчките. Токму затоа и оваа тема денес ќе ја разговараме, затоа што тоа е навистина еден многу важен дел од развојот на секое дете и од развојот на некој начин на секое семејство кое што има мало дете. Точно ли дека 50% од сето она што децата го учат се одвива до 4-та година, а 30% до 8-та година и при тоа клучна е играта? Дефинитивно, значи, како и во предходните емисии што кажувавме и во однос на воспитувањето на детето и во однос на развојот на говорот, во развојот на фината моторика, во развојот на навиките кои што ги прави, кои што ги добива детето во текот на детството, а кои што понатаму го следат во текот на целиот живот, исто така многу е важна и играта во периодот на учење. Точно е дека во раните години се учи најмногу, бидејќи тогаш на некој начин и мозокот на детето се развива, значи се развива и во однос на големината, значи најмногу расте мозокот и во однос на волуменот и меѓутоа и во однос на оние сите когнитивни функции кои што детето кога ќе се роди ги нема, нели, како што кажавме, тоа се базира на примитивни рефлекси во првите месеци после раѓањето, за да во текот на детството всушност дојде до многу сложени психолошки функции, како што се размислувањето, како што се развојот на логиката, развојот на фантазијата и сето тоа, и тоа е навистина многу битно и тоа е тој момент кој што треба да се искористи во развојот на детето. Значи ние не можеме на детето да му овозможиме таков развој во подоцнежните години затоа што оваа возраст поминува, како што кажавте, и нема таква способност за учење понатаму. Доколку детето отстапува во развојот, дали тоа може да се забележи преку играта, преку начинот на кој што игра детето? Апсолутно, значи тоа е многу важно да се знае и од страна на родителите и од страна на оние кои што работат со децата во градинките и од страна на докторите, значи на матичните лекари и педиатри. И како што играта го помага развојот на детето, исто така може играта да помогне во откривање на некои проблеми во однос на развојот, во однос на когнитивната функција, во евентуално постоење на оној непосакувани пореметувања од спектарот на аутизам. Токму тоа се гледа
и преку играчките, преку начинот на играње на детето, преку тоа како детето игра и до кој степен во текот на таа игра, какви сложени игри всушност игра и што може да направи. Кај нас, значи, системот на следење на такви деца немаме ние еден континуиран систем, освен за оние кои што се предвреме родени, и многу битен сегмент од откривањето, од детекцијата на овие деца се всушност во градинките. Меѓутоа, бидејќи кај нас во градинките нема целокупен опфат, значи знаеме дека посебно во помалите градови и во селата, значи има деца кои што воопшто не одат во градинка до тргнување во училиште. А и што да тука кај нас во градинка има по 40 деца во група. Мислам дека е тешко да се следи индивидуалниот развој на секој дете. Видете, тоа е точно, меѓутоа искуството, јас сакам да ги поздравам тие што работат во градинките, затоа што од секојдневната работа како педијатар се доаѓа до заклучок дека најважните информации за оние деца кои што во градинка ги добива родителот токму од градинката. Затоа што учителката која што поминува нели по 7-8 часа дневно со децата, може и има веќе искуство од голем број на деца кои што поминале во работното искуство на некоја воспитувачка или на некоја негователка, тие навистина може да диференцираат и може да знаат. Меѓутоа и начинот на кој што они го откриваат тоа пак е најчесто преку играта. Значи гледаат како детето си игра, како се однесува, дали дели или не дели, значи каква му е играта, и на тој начин може да предочат и да ги на некој начин информираат родителите или да ги потсетат или да ги запрашаат доколку има некакво пореметување во однос на однесувањето. Затоа и сакам да апелирам и до родителите и до матичните лекари и педијатрите дека при секоја посета на детето од најмала возраст мора да прашаат во однос на социјалната, значи социјалните односи во семејството, во однос на начинот како детето си игра, дали си игра, каков е односот на детето према мајката, према таткото, доколку дадат позитивни совети или ги на некој начин им приближат на родителите како би требало да биде на оваа возраст, и самиот родител ќе може нели да биде на некој начин као контрола или да го стимулира развојот на детето преку игра. А можеме ли да дадеме некои насоки како родителите можат да забележат доколку нешто не е во ред и како при тоа можат да го стимулираат развојот на детето? Најчесто она што е проблем, значи најчесто она што е проблем е малата интеракција, односно недоволната интеракција на родителите со детето, затоа што за детето, особено ако е прво дете, значи дете кое што нема постаро братче или сестриче, значи тоа дете на некој начин и не знае да си игра, значи не знае каква е функцијата на играчките. Ние во денешно време среќаваме деца кои што имаат цела соба полна со играчки, меѓутоа не си играат. Или им досаѓаат на мајката и таткото, или гледаат на таблет или играат видеоигри. Токму заради тоа многу е битно, значи, родителот да го стимулира детето во играта. Меѓутоа, од друга страна, во друга крајност, не би требало ни родителот постојано да игра со своето дете по цел ден, затоа што треба да се остави и детето само да ја развива својата фантазија и својата, да речеме, способност за игра, способност за комуникација и со другите деца. И затоа има една изрека која што вели за воспитување и одгледување на детето потребно е едно цело село. Тоа во денешна конотација би изгледало дека не е само важно детето да има играчки или да комуницира со мајката и со таткото, туку целокупните искуства на детето и надвор кој ќе излезе, и со децата надвор, и со возрастните надвор, значи и со доаѓањето на гости во домот, и со одењето на гости, значи сето тоа поттикнува да детето всушност има нормален развој и нормален начин на игра и понатаму да биде здрава индивидуа. И затоа е важно таа комуникација да постои постојано. Во овој дел на емисијата ќе им дадеме можност и на гледачите да се вклучат во програма со нивни прашања поврзани со денешната тема, како играчките и играта влијаат врз развојот на децата. 3076-677 е добро познатиот телефонски број на телевизија Телма. Слободно можете да се јавите, да се вклучите во програма и да добиете одговор од денешниот гостин, доктор Денис Алталили, специјалист по педијатрија. Дали за децата играчките представуваат само предмет, обичен објект или пак нешто многу повеќе? Па многу повеќе за возрастните играчките представуваат обичен предмет на некој начин. Меѓутоа, она што детето го гледа во играчката, тоа е нешто многу повеќе, тоа е нешто многу посложено. Интересно е да се каже дека и домашните миленичиња кои што некои деца ги имаат, како што е на пример рипчиња или папагал или желка или маче или било што, значи тоа навистина дури и овие домашни миленици децата ги гледаат со други очи, односно на некој начин многу повеќе радост предизвикуваат кај децата.
тоа е така заради тоа што преку играта, преку играчките, децата всушност добиваат можност да вежбаат комуникација, меѓутоа што е најбитно се социјализираат и ги имитираат родителите. Знаете, грото од играчките или од средствата за игра се на некој начин минијатурна верзија на она што родителите го прават секојдневно. И токму на тој начин децата всушност преку имитирање на родителите ги учат и оние социјални вештини, социјални рамки на однесување. И токму заради тоа, доколку има здрава комуникација меѓу родителите и децата, всушност тоа на некој начин гради и здрави индивидуи за понатаму, бидејќи низ игра детето се учи и на самоконтрола, се учи и на делење, се учи и на концентрација, значи сето она кое што се нормални особини кои што би требало да ги има еден возрастен човек за да може да има нормална интеракција со околината и да биде успешна индивидуа. Така да колку повеќе родителите посветат внимание на комуникација со детето, толку е подобро. Јас тука би сакал да ги спомнам и видеоигрите и електронските уреди, кои што токму тоа, да речеме, таа потреба од комуникација и од враќање на информации код нас е тоа кое што всушност го прави задоволството. Затоа што една играчка сама оставена, ако нема детето со кого да се игра или да има интеракција или да има приказна позади таа игра, на тој детето всушност не се задоволува. Игрите, таблетите, значи она што го гледа. Дали се добри играчки, еве, видеоигрите, не се добри, таблетите. меѓутоа сакав да го потенцирам, да ја потенцирам важноста од фидбекот. Значи ако детето игра видеоигра или ако гледа нешто, тоа всушност гледа интеракција и тоа го привлекува. Соба полна со играчки во која што нема приказна позади тие играчки, во која што нема фантазија. Значи вие едно дете можете многу лесно да го убедите дека под столчето е тунел. И ако го убедите дека е под столчето тунел, оно може цел ден да се игра со колички кои што поминуваат под тунелот. Меѓутоа, ако не му го кажете тоа, ако нема приказна позади таа игра или фантазија или интеракција, на некој начин тоа на детето не му е привлечно. И токму затоа се повеќе деца се подпираат на видеоигрите, на таблетите, заради таа намалена интеракција која што имаат со родителите, односно немање на приказна позади играта. И тоа е многу важно да го постигне секој родител со своето дете. А зошто се случува некогаш децата премногу да се врзат за одредена играчка, за некој плишано мече или пак за некој кебенце, за кукла, па постојано секаде одат со тој предмет? Видете, тоа е појава, меѓутоа не ја има кај сите деца и посебно ја има во помалата возраст. Се претпоставува дека бидејќи децата се многу чувствителни на различен мирис, се многу чувствителни на текстура, на материјал и тие може да се поврзат со некоја играчка, меѓутоа понекогаш тоа може да биде и резултат доколку детето почесто е таа појава кај деца кои што спијат сами во соба, значи од помала возраст, од 2 од 3 годинки ако спијат сами во своја соба, тоа е тогаш се на некој начин се поврзуваат со тој предмет или со таа играчка која што им ги потсетува на родителите. И исто така во случаите кога детето на пример подолг период од денот е одвоено од родителите. Значи доколку родителите работат до доцна или интеракцијата која што има детето со родителите е послаба, помала, тогаш на некој начин детето го надокнадува тоа со врзување према една играчка и таа играчка всушност на некој начин го утешува во тие моменти. Треба ли да му се дозволи на детето секаде да носи играчката со себе? Па видете колку што детето е врзано за таа играчка, понекогаш и ние родителите го поттикнуваме, односно не го прекинуваме. Односно му дозволуваме на детето на тој начин да се смири и тоа не е страшно. Значи, дури фиксирање према одредена играчка или појавување на замислен пријател, значи тоа е појава која што ја нема кај сите деца, меѓутоа кај некој што ја има тоа апсолутно не е поврзано со нешто проблематично или не представува некоја закана, затоа што како што свеста на детето се развива со возраста, така се надминуваат и овие, знаете, проблеми, затоа што веќе дете кое што е на 4, 5, 6 годишна возраст има многу повеќе социјална интеракција со околината и најчесто се завршуваат тие приказни така. Едноставно. Сами од себе, ето токму така. А како да се одбере добра играчка? Има ли тука некаков рецепт? Што е тоа добра играчка? Кои се карактеристиките на една добра играчка? Она што е важно, значи од да речеме здравствен аспект, значи поврзано со здравствените аспекти, е играчката значи да биде соодветна на возраста,
Тоа е многу важно прво заради Така, на оние повеќето ситни играчки е предмети и ради наведено 3 опасност. плюс до 3 години Да, нагоре. има Еве 3 плюс, има 6 плюс од 6 месеци. Најчесто така. Да, има 6 плюс од 6 месеци, има од 3 години нагоре. Тоа што е 3 години е посебно важно заради ситните делови, затоа што се смета дека помало дете под 3 години има поголема тенденција да става се во уста. И ако го стави во уста, тоа може или да го голтне или да го аспирира, да го вдиши, и токму заради тоа не се препорачува со ситни делови под 3 години. Веќе над 3 години детето има по друг начин на игра, по друг начин на однесување и на размислување, на некој начин е посвесно, пологично и многу е помала веројатноста да се случи ова. Мора да кажеме во однос на опаковката, значи во однос на пакувањето, во однос на она пластична најлонска опаковка, ако може да сигурно сте забележале дека на сите играчки пишува дека пакувањето не е играчка и не треба да се остави тука во близина на детето, значи во играчките или во неговата соба пакувањето, затоа што многу често се случува од тие најлонски опаковки да настане аспирација или гушење, и токму заради тоа многу е битно да внимаваат родителите на тоа. Значи играчката да се игра детето, да биде соодветна на возраста и да не биде, меѓутоа да не биде пакувањето тука. Многу е важно да биде прилагодена на возраста, меѓу другото и заради способноста на детето. Значи за да не му наштети на некој начин и за да не му или за да не биде премногу да стагнира детето во развојот, затоа што се игра со некоја играчка која што е за многу помала возраст. Така да горе доле би требало да биде прилагодено на возраста играчките. Тоа е еден од клучите критериуми. Имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Дали сум јас во линија, да. Исклучење телефонот. Ова телевизорот, сакам да ве поздравам. И многу убави емисии терате. Сакам да прашам докторов, внуката моја има 6,5 години, од есен ќе оди во школа и постојано ги чепка ноктите со рака, нокт со нокт ги корне. Дали е тоа нормално или не знам како ќе кажете вие, докторе? Так, ви благодарам што се вклучивте во програма. Еве еден ваков проблем. Значи, многу често можно е да се уствари не многу често, меѓутоа можно е да се појават вакви навики кои што се поврзани со така со ноктите или со грицкање на нокти или со чепкање или слично. Доколку тоа многу зависи од целокупната психолошка состојба на детето, значи зависи од неговата социјална интеракција, значи тоа би требало да се добие еден голем, покрупен впечаток за целокупното, да речеме, однесување на детето. Меѓутоа, доколку се друго е во рамки на нормалното однесување соодветно на возраста, во тој случај тоа може да биде, значи, едноставно лоша навика или може да биде пак некој недостаток на комуникација или некоја траума која што детето ја има и која што на некој начин може да ја изразува така да ја изразува на таков начин. Во случај на вакви појави, не би требало детето ни премногу да се кара или да се потенцира или да се кара, меѓутоа зависно е тоа и од возраста. Например, на 6,5 години, како што кажа господјата, детето е веќе многу свесно, многу може да се воспостави квалитетна комуникација и да се разговара со него. Доколку разговараат и доколку ја откријат причината, тогаш ќе можат директно да се насочат кон причината. Доколку не се подобрува тоа, тогаш би требало да се обратат, значи, на некој кој што, да речеме, на психолог или некој во градинката кој што им е достапен или еве во училиштето ако почне од септември, затоа што во училиштето нели има и психолози, има и педагози, со цел да се утврди причината за таа појава и секако би требало полека по полека да се надмине, односно не би требало да остане како да се работи на случајот. Да се работи, да, дефинитивно. Да се навратиме на играта и детството. Споменавме дека еден од главните критериуми за избор на играчка е таа да биде соодветна за возраста на детето. Како сега тоа да се направи? Која играчка е соодветна? Дали треба некои истражување да се направи пред да се купи или пак сепак да се следи желбата на детето? И кои играчки треба да се фаворизираат? Видете, реално, значи, во оние што се играчки брендирани и да не се многу скапи, значи и не најскапите играчки, меѓутоа оние играчки кои што се од сигурен производител, тие
најчесто е направено истражување и тие се во границите на возраста кои што се наменети да го стимулираат развојот, да не бидат опасни во исто време за детето. Меѓутоа има и многу играчки кои што немаат такви ознаки, кои што се, да речеме, поевтини или кои што не се од некој производител кој што подлежи на контрола. И тогаш контролата е најмногу на родителите. Она што е важно за играчките што се до 1 година, значи е многу важно да немаат влакна, да немаат делови кои што се одвојуваат, значи да немаат ситни делови кои што може да испаднат од таа играчка, затоа што најчесто тие се проблемите кои што се во малата возраст. Обично до 1 година играчките се поврзани со тропкање, испуштаат некој звук, шушкаат, многу интересно, дури едноставно шушкање за бебето може да биде многу важно и многу интересно. Тоа е тоа што го кажавме дека не ги гледаат децата и возрастните и исто играчките. Со исти очи, така. Токму така. Веќе после 1 година од кога детето ќе проводи, веќе многу е важно и моториката да се развие, односно тогаш доаѓаат до израз играчки кои што се буткаат, играчки кои што се движат, кои што се сотркава, кои што детето може да ги бутка или да се придржува на нив или да ги влече, така да како што расте детето, значи се повеќе имаме психолошки, значи игри кои што го поттикнуваат менталниот развој, социјални игри. Ние знаеме дека до 2-3 години детето горе-доле слабо децата комуницираат меѓу себе и во играта најчесто не комуницираат меѓусебно. Односно може 3 деца да си играат и трите сами си играат со некоја играчка, меѓутоа интеракцијата е слаба. Кога веќе ќе биде после 3-та година интеракцијата застапена, тогаш веќе се земаат и оние друштвени игри кои што може да се играат со двајца, тројца. Што е со оние стереотипи? Играчки за момчиња, играчки за девојчиња. Може ли момче, треба ли момче доколку сака да се игра со барбика? Ова е интересно прашање, затоа што тоа е нели секогаш актуелна тема, особено тука на овие простори. Па и да, не само на овие простори, на секаде, верувајте, тоа е навистина едно интересно прашање. Јас тука би посочил на еден интересен факт кој што вели дека оние кои што имаат братче или сестриче деца, значи кои што се различен пол, 2 деца, брат и сестра, многу често се случува и девојчето да се игра со машки играчки и машкото да се игра со женски играчки. И тоа на некој начин не пречи во развојот, нити па може да има некаков негативен ефект во однос на развојот на тоа момче или на тоа девојче, односно на тоа дете, машко или женско. Токму заради тоа не би требало да се прави некоја фама по однос на тоа. Исто така и децата во градинка кои што одат, без разлика дали тргнуваат од 9 месеци, 1 година или од 3 години, 4, и во градинката тие се достапни им се играчки кои што се и за момчиња и за девојчиња. И на некој начин сите деца се играат со сите играчки, така да тоа не е нешто кое што би требало да се посебно да се посвети внимание на тоа. Кога зборуваме за хигиената, колку често треба да се мијат, да се дезинфицираат? Можеме да не идеме на наслови дека плишаните играчки може да бидат исклучително опасни за децата, бидејќи на нив има некои бактерии кои што може да предизвикаат секакви болести. Па сега има совети колку често да се перат во машина на не знам колку степени или пак воопшто да не се купуваат. Еве еден совет по ова прашање во однос на што се посинили со на хигиенска хипотеза дека треба детето всушност и да се игра со игра, да биде изложено на бактерии. Доколку падне играчка ти ја стави во уста дека тоа не е ништо страшно, пак. Да, видете, сега како да се најде некоја средина? Најпрво зависи кај ќе падне играчката. Значи на малите деца апсолутно треба да им биде забранет пристапот во тоалет, да им биде забранет пристапот сами да не одат во тоалет, затоа што таму има одредено загадување кој што го нема во останатиот дел од просторот од просториите. Во однос на играчките, интересно е да се каже дека сите играчки имаат бактерии. Значи, и луѓето на својата кожа носат бактерии. Значи, ние не живееме во стерилна средина. Така да, чистењето на играчките треба да биде застапено, меѓутоа не пречесто. Значи, да не бидат стерилни играчките или да се бришат со алкохол или да се мијат секојдневно. Затоа што и таа изложеност на тие нормални бактерии кои што ги има во околината, на некој начин го поттикнуваат имунитетот на детето. Бидејќи детето и имунолошкиот систем се гради на тој начин преку учење, значи учење од она што го има во контакт детето, тоа што доаѓа во контакт. Во однос на плиша, така да јас би препорачал децата да се играат со играчки, да не се премногу тие чистат или бришат со алкохол или дезинфицираат, затоа што едноставно не е намената на играчката да биде стерилна и чиста до толку. Во однос на плишаните би кажал дека
навистина е гревото да не му се даде на дете да игра со плишена играчка, која ќе дојде до одредена возраст за која што се наменети тие играчки. Меѓутоа, тие обично се највише окривени тие играчки доколку на многу мало дете се ставаат во неговото креветче, затоа што дете мало бебе, значи кое што не може се уште да се преврти или не може да застане или да стои, битно е значи да има ограничување по однос на тоа, значи кога детето си игра и како. Уште една главна порака, детето може да си игра, меѓутоа пред јадење секогаш да се мие рачиња и на тој начин се намалува тој контакт со бактерии и многу е битно дека играчките немаат место на масата за јадење. Тоа е многу важно. Ви благодарам за денешното гостување, за корисните совети и препораки кои што ги добија родителите поврзани со играчките, играта кај децата, особено поврзани со раниот развој. Им благодарам и на гледачите на што не следа. Се гледаме секој ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.